Ресторан за храна отворија млади беровчани во Германија. Сервираат состојка на која никој не одолева. Магијата, 27-годишниот Глигор Чесимевски и 24-годишната Јована Топаловска ја нудат од сите страни и 24 часа на ден. Ресторанот кој го носи името Булевар де Алибе, или поточно на македонски Булевар на љубовта, доаѓа од самите нас. Што значи тоа од самите нас? Пред се тоа не опишува нас, собствениците на ресторанот, а тоа сум јас, Глигор Чесимевски, и мојата девојка Јована Топаловска. Од почетокот, од идејата и од почетокот на ресторанот до самото отварање на ресторанот имавме идеја и визија како ќе функционира овој ресторант. Значи, во Булевар на љубовта се што уложивме пред се сили, внимание и љубов, тоа навистина е името на самиот ресторант, Булевар на љубовта. Пред се, наша главна состојка во храната, тоа е љубовта. Затоа сакаме да им препорачаме на сите луѓе да дојдат и да ја вкусат храната која што ја приготвуваме со голема љубов, и секој сервис овде во ресторанот го сервираме со голема љубов, затоа што се тоа што го работиме навистина со голема љубов и пожртвуваност за нашиот ресторан. Невообичаеното име за ресторанот има потекло 13 години, кога за прв пат Глигорче сватил и веднаш одлучил дека гастрономијата е неговиот живот. Средно образование имам започнато во Берово, во угостителско-туристичка струка, хотелско-туристички техничар, во средното образование Ас Русковски, потоа продолжив додипломски студии во градот Благоевград, во Република Бугарија, како и постдипломски студии, поточно магистар, исто така во Благоевград, во сферата на туризмот, угостителството, ресторанот и хотелиерското работење. По ова, неговиот живот одеше по судбинскиот пат и тој пред 2 години кај својата девојка Јована Топаловска доаѓа во Германија. Пред 2 години заминав и дојдов овде во Германија, во градот Калсруе. Тука беше мојата девојка Јована веќе од 2015 година. Таа е 9 години тука, јас сум само 2 години и 2-3 месеци тука. Дојдов при неа и нашата визија беше да успееме заедно во Германија, и ден денеска отворивме заедно ресторант кој што го промовираме со наша кујна, со наша храна, традиционална македонска и малешевска храна. Го промовираме нашето град Чеберово, ја промовираме нашата култура во Македонија и му објаснуваме на гостите од Германија кои што доаѓаат тука на посета и на посета во ресторанот. Ја објаснуваме нашата култура, ги презентираме нашите вредности, им покажуваме слики и видеа. Иако на само 27 години, тој се одлучува на огромна инвестиција во земја каде вкусовите се јасно дефинирани. И во германската кујна, сепак ја немаме изоставено германската кујна. Во нашата листа за јадење предлагаме и традиционални германски јадења од овој регион, поточно Баден-Вутенберг, и традиционални германски шницли, колбаси, шницли со сосови, кои исто така сами ги приготвуваме, но сепак акцентот го ставаме на балканската кујна. Глигорче успешно ја представува македонската традиционална храна, но дали успева и овој проект кај германците? Балканската кујна се состои од кебапи, плескавици, полнети плескавици со кашкавал, увијачи, ражничи, клиси со прас. Сето тоа од балканската кујна го приготвуваме сами, по стар беровски рецепт, и затоа акцентот го ставаме на кујната. За сега, секој што дошол во овој ресторант, ја има вкусено балканската храна, навистина остануваат без зборови. Германците ја сакаат нашата храна и уживаат во неа заедно со нашите приказни за нашата Македонија, со нашите приказни за нашиот роден крај Берово и нашата култура, затоа што навистина ние им прикажуваме само колку топли и гостопримливи луѓе доаѓаат од Македонија. Но сето ова помалку или повеќе го прават и други кои имаат речиси се, освен главната компонента. Љубовта е главната
состојка, значи самиот амбиент, самиот човек кој ќе дојде овде, ние веднаш го прифаќаме како да е кај нас дома, затоа што ние во Македонија или поточно од Малешевијата сме такви луѓе, навистина гостопримливи и тие се изненадени од тоа во каков гостопримлив објект доаѓа. На кој начин? Самиот ресторан го украсуваме во еден, така да кажам, ретро стил. Земаме работи од нашите баби и нашите дедовци од Берово, каде што веќе ги донесовме. Исто така, делата на Јована, таа многу добро се снаоѓа во уметничкиот свет, ги има сама нацртано слики од Берово, од Старо Берово, од нашите манастири, стари куќи во Берово, кај што во моментот ги има само неколку, но таа ќе продолжи со тоа и имаме на план да направиме една цела соба што ќе ја крстиме Старо Берово и ќе им представиме навистина како живееле нашите предци во Македонија. Оние што во ресторантот биле велат дека таму љубов има 24 часа на ден, од почеток до крај. Колку често гостите ви го кажуваат тоа? Гостите кои што доаѓаат во ресторанот навистина се зачудуваат како луѓето живееле во овој град, затоа што, како што кажав, со нашите слики, со нашите видеа, со нашите приказни за нашата култура во самото градче, тие веднаш сакаат да го посетат тој стил. Со нашите слики и видеа, кои што им ги покажуваме на нашите гости, тие прашуваат што е тоа, како е направено, од каде доаѓа, зошто е идејата така, од каде е идејата тоа да биде тоа. И ние на сите тие прашања им даваме одговор. Одговор кој што навистина им ги топли срцата и се чувствуваат навистина како дома. Со ваква голема инспирација, ентузијазам и страст, младите беровчани, Глигорче и Јована, ја градат сегашноста и иднината во Германија, давајќи не само пример, туку и сила на сите кои ќе одлучат да го освојат својот животен предизвик.